Категорична и одлучна пресметка потврди Државниот завод за статистика во својот последен извештај. Во неа, меѓу другото, се вели дека просечната плата во јуни била 28.744 денари, што е за 7% повеќе од лани во услови кога производството паднало за 4%. Крајно симптоматично во оваа анализа е и понудениот факт дека за овој период пораснале платите во текстилството и угостителството, сектори кои од пандемијата се уште се тешко ранети. Што всушност се случува? Знаете, најранливи групи за отказ во случај на било каква криза, економска или било каква, па и во услови на пандемија, се работниците со ниски плати. Тие што најмалку остваруваат имаат најнижок учинок. Така да сите оние што се намален број на работници во преработувачка индустрија се од секторите кои имаат најниски плати. Така просекот автоматски се покачува. Тоа е исто и во една компанија, ако имате вие одлука за технолошки вишок или отказ од деловни причини, вие нормално и согласно критериумите ги напуштите најслабите работници со најниските плати. Така автоматски платата кај останати работници се покачува. Според ДСЗ, пред да започне пандемијата, во Македонија имало 811.000 вработени, а една година подоцна, овој број е помал за 18.000. Сите сме свесни и некако природно научени дека нешто што паѓа никако не може да даде позитивен ефект, освен во статистичките податоци за македонската економија. Објаснува за Радио Слободна Европа председателот на Бизнис конфедерацијата на Македонија Миле Бошков. Во целата проблематична година и неизвестност, македонската економија доживеа пат од 4,2%, но владата е оптимист и очекува раст од 4,1%. Дали ова ќе има ефект и врз реалните плати, повторно е неизвестно, но статистиката годинава излажа и тоа таму каде што најмногу се гледа.